Почитувани гости, ќе ве замолам да се сместите на вашите столчиња, за да можеме да продолжиме со следната сесија. Благодарам. Јас сум Ирина Шумадиева од Фондацијата Метаморфозис. Оваа година работам на проектот за отворени образовни ресурси, за кој ќе ви кажам малку повеќе во следната сесија. Овој пат сум во улога на модератор, а ќе зборуваме за употребата на софтвер во образованието. Не се ограничивме намерно на отворен софтвер или софтвер генерално за секаква употреба, бидејќи сакаме да оставиме простори за дискусија токму на оваа тема. Бидејќи малку ја газиме агендата, веднаш ќе започнеме со првиот говорник, Фредерик Квестир, кој ни доаѓа од Универзитетот Врие во Брисел, Белгија. Тој ќе ни зборува за моделот за прифаќање на технологијата и слободниот софтвер во образованието. Фредерик? Thank you. Благодарам на сите. Јас би сакал прво да се заблагодарам на организаторите што ме поканија и да им се заблагодарам на спонзорите за мудроста да спонзорираат ваков еден настан. Значи, мојата презентација се наоѓа на овој сајт и можете и на сајтот на конференцијата ќе биде исто така. Еве јас, универзитетот од каде што јас доаѓам, Универзитетот Врие во Брисел, таму предавам технологии за образование и учење и исто така коосновач сум на проектот за слободен софтвер Камило, кој што создава софтвер за учење, значи кој што може да се користи на универзитетите, во училиштата и за настава и за учење. Како што веројатно многу луѓе од публиката овдека се грижам за отвореноста наспроти затвореноста. Во некои аспекти софтверот може да е полесен или пак потежен отколку отворените образовни ресурси, но за софтверот всушност вие имате, исто како што беше кажано утрево, дека издавачите лобираат против тоа, значи оваквото лобирање е уште појако кај софтверот. Имаме злоупотреба на монополската позиција. Многу компании дури сакаат и да ги осакатат нашите компјутери за да вие не бидете повеќе можност да ги копирате нивните содржини. Да, ние треба да направиме одредени напори за да имаме отворена иднина воопшто. Во 80-тите години од минатиот век, значи тоа е малку повеќе подолго отколку отворените образовни ресурси. Во 1980 година Салман ја даде дефиниција на слободен софтвер, а јас сега ќе посветам неколку минути за една добра дефиниција за концептот, бидејќи се гледав преку студијата што ќе дискутирам, дека многу луѓе имаат идеја за тоа што е слободен софтвер, ама не им е јасно. Значи, тоа е слободниот софтвер, софтверот кој доаѓа со три основни слободи: да се користи програмата, да се проучува, да се споделува и да се подобрува. Значи, тука го ставив учењето во зелено, затоа што е многу важно за конференцијата денеска. Значи, затоа што на образованието му е можност да го проучува како работи софтверот. Може би не секој студент, може би не секој професор, но секако оние кои што ќе се занимаваат со компјутерска наука. Значи, не само за нив, но всушност слободно е да се знае дека софтверот е слободен за општеството. Иако компаниите го блокираат и никој не може да го подобри освен основната компанија, лабозите нема да се движат толку брзо напред колку што би можеле. Еве го Ричард Столман и јас многу го сакам овој цитат и ве поканувам да го прочитате. Јас многу години го користам овој цитат како подпис на мојот имејл. Тоа е многу добар цитат, затоа што воспоставува врска, ја покажува врската меѓу слободниот софтвер и образованието. Значи, во образованието е за се всушност работи за споделување на знаење. Ако развивате програми, тогаш треба да споделите и тоа како се развиваат тие програми. Една група која што го разбра, или која што најдобро го разбира, тоа се студентите од компјутерската наука
И не го користам не затоа што толку многу ми се допаѓа, туку го користам затоа има многу работи што не се во ред со него. И токму затоа го користам. Прво се извинувам на сите жени, затоа што ова не е многу пријателски насочено кон жените, значи овде имате пингвин и символ на Linux на слободниот оперативен систем. Но цитатот, софтверот е како секс, послободен е кога подобар е кога е слободен, значи го цитирам заради кога мислите за слободен секс, значи зборувате за секс кој што не морате да го плаќате. И оно што ви се допаѓа, што се однесува до софтверот, концептот не е ист. Слободниот софтвер не е тука цената во прашање, да, во пракса цената е веројатно нула, затоа што во пракса тој е бесплатен. Но тука е една многу погрешна концепција која е доста јака. Во 1998 година Орели рекол дека ние може би треба да престанеме да зборуваме за слободен софтвер, особено бидејќи компаниите не го сваќаат тоа, многу е тешко да се продаде концептот за слободен софтвер. Ајде сега да зборуваме на еден попрактичен начин, по технички начин, а тоа е отворен извор. И тоа луѓето не го разбираат лесно. Значи, ако немате воопшто представа за тоа што се програмите, што е извор, еве ќе ви дадам овде еден пример. Изворниот код е всушност природен јазик. Ако не знаете ништо од програмирање, сепак можете да разберете што работи и пишува тука, но за компјутерите треба да бидат во машински код и за програмите многу тешко и тие многу тешко се разбираат. А настрана нивното подобрување, значи изворниот код треба да биде таму за да може да се обезбедат овие слободи за учење и за подобрување на софтверот. Без тоа е црна кутија, можете да го користите, но не можете никако да интервенирате, не можете да го користите. Затоа луѓето често зборуваат че кратенката фрос. На луѓето не секогаш им е јасно и во образованието. И си реков, ајде да направиме одреден проект, истражувачки проект. Работевме со студентите на магистерските студии, се обидувавме да извршиме истражување врз тоа што влијае врз учителите, наставниците да користат флос софтвер. Значи, вашата влада ја воспостави овде во Македонија политиката секој училиште да користи софтвер и слободен. Во Фландрија, во мојата земја, таму работите се поинаку. Значи, еве го контекстот од кој што јас доаѓам. Еве, ја гледате Белгија, го гледате Брисел овде во средината, малку е сложена ситуацијата, имаме многу министерства и влади, имаме Министерство за образование, за овој црвен дел за Фландрија. Добро, тие даваат одредена поддршка, но всушност останува одлука на училиштата и на професорите да одлучат дали ќе користат слободен софтвер или не. Владата главно поддржува координатори за информатичко-комуникацијска технологија и тие се тие кои донесуваат одлуки во однос на купувањето на компјутерите, софтверот и поддршката за професорите. Владата еднаш го поддржа создавањето на едно упатство за алатки на слободен софтвер и да ја организира неколку обуки, но тоа е сега во минатото. Многу малку се работи на тоа. Направивме одредено истражување кои професори го користат тоа, кои не. Може би ова во вашата земја не ви е потребно, но сепак мислам дека моделот што ќе ви го покажа може да биде да се употреби и за отворени образовни ресурси и можете да размислувате истото да го користите и за тоа или за некој друг вид на технологија. Значи методологијата беше преку интервјуа со главните учинители во училиштата, значи концептуализација на моделот, потоа
имавме пилот анкета, потоа анкета базирана врз вебсайт и потоа заклучок. Всушност се работеше за прифаќањето на технологијата. Имаме тука една која што се обидува да ги обедини сите. Овдека ги имам дадено листата на 8-те, значи унифицирана теорија за прифаќање и употреба на технологија. Го користевме тој концептуален модел за дифузија на иновации, моделот на Роџер Сови. И оваа е унифицирана теорија, ја земавме како основа и да ја размислуваме кој може да биде моделот во нашите училишта. Ово е иницијалниот модел, оној кој што можете да го најдете во литературата, значи тој унифициран модел за прифаќање на технологија и гледате овдека 4 фактори кои што влијаат врз она што навистина сакаме да го мериме и да го подобриме во нашиот случај. И овдека се луѓето кои што ја користат оваа технологија, кои што го користат овој слободен софтвер, пред да го користат, тие имаат намера да ја користат, да или не. И на тоа влијае очекувањата дали тој софтвер може да им помогне да имаат подобри резултати, учениците подобро да учат или наставниците подобро, професорите подобро да предаваат. И колку напор ќе треба за тоа, дали јас ќе треба многу да учам, дали ќе биде тешко. Социјалното влијание, значи луѓето како мене велат, ние навистина треба да користите слободен софтвер, може би тоа помага. И секако услови за олеснување на такво нешто, значи ако владата обезбедува политика и помага во нејзиното спроведување, помага, е позитивно. Потоа имате фактори, како например за модерирање, да се види кој е силен ефектот на прифаќањето врз однесувањето. Потоа го имате тука употребата, возраст и род, пол. Тоа е општиот модел. И сега размислувавме колку добро може да функционира овој модул во нашите училишта. Еве го променивме овој овдека, затоа што секој има право да го користи во рамките на нашиот образовен систем и тоа го сменивме во нешто што го најдовме во некој од моделите, а тоа е иновативноста, значи колку се отворени наставниците да воведуваат нови работи, да воведуваат промени, да го подобруваат образованието. Потоа спроведовме анкета и од резултатите што ги добивме, ова е моделот кој што ние го меревме во нашиот контекст во нашите училишта. Нашите наоди се следните. Например, гледате овдека целосните линии, непрекинатите линии се всушност статистички значајни ефекти. Дебелите линии се многу значајни, статистички значајни. Значи, влијанието на прифаќањето нема некој голем ефект, затоа што веројатно се мисли дека ќе биде исто. Значи, слободниот софтвер всушност не е различен од неслободниот софтвер. Тоа е еден нов начин на негово развивање, се однесува на слободите, но квалитетот на софтверот може да биде ист. Ако многу луѓе придонесуваат во системот, значи во софтверот, тогаш да, ќе биде високо квалитетен производ. Со голема веројатност, но ние откривме дека наставниците размислуваат за тоа дали можат и во иднина да го користат софтверот, дали да продолжат да го користат или не. Може би малку ќе изненади, но во Фландрија, особено младите наставници, не се сосема сигурни дали ќе бидат следната година во истото училиште. И може, еве да речеме, да започнат сега да соработа со софтвер кој што нема да може да го користат во следната училиште. Социјалното влијание, да, игра улога. Значи, всушност има два фактора. Најдовме дека има еден фактор кој што се однесува на да и компатибилност. Ова треба да, значи, кај оперативниот систем, ако имате друг оперативен систем, она што софтвер за кој што различен од оној за кој што софтверот е дизајниран, ќе имате проблем. Значи, форматите, луѓето размислуваат, например, еве ми треба Microsoft Office за да можам да ги читам и работам на овие документи и компанијата сака тоа да се го мислите, но за сеќа луѓето од Libre и од други го гледаат и елементот на компатибилност. Значи, имаме искуство и пол,
Значи, очекување на резултатите, очекување на континуитет, играат силна улога и имаат големо влијание кое што ќе доведе до користење или некористење на софтверот. Тоа е дадено овдека во црвено. Покрај моделот ние поставувавме и други прашања, например да добиеме опис за тоа каков е статусот сега, гледаме дека многу луѓе во училиштата мислат да, пожелно е да се користи слободен софтвер, откако малку објаснивме зашто всушност се работи, тоа е добро. А потоа прашавме кој слободен софтвер вие го користите во училиштето и кога првите бројки се појавија бев многу задоволен, многу среќен, 70% и Firefox и така натаму, значи и секако гледаме дека збирот е повеќе од стотка и значи дека на своите компјутери луѓето имат повеќе од еден софтвер и би сакал да видам поголем процент на користењето на Linux оперативниот систем. Се надевам дека кава се поинаков процентот, но ние погледнавме кој неслободен софтвер го користите и тогаш не бев многу среќен. Видов дека 90 Microsoft Office и се користи, зашто LibreOffice е добро за училишта, зашто ги трошат парите на тие програми кои не им се најсоодветни за употреба во наставата. Фламандското образование поддржува Microsoft и тие се всушност училишта кои го користат тој оперативен систем, на што тука гледам дека некој процент дека не користа слободен софтвер, а тоа е под 1%. Значи, инаку би било нула. Значи, тоа е ситуацијата во која јас се наоѓам ве 10 години не користам не слободен софтвер, но се чини дека за училиштата тоа е тешко. Значи, мотивацијата на наставниците. Ги анкетиравме и директорите и координаторите на информатичко-комуникацијска технологија. Тука социјалниот аспект го имаме на трето место, потоа етичките аспекти, значи дека владката треба да биде бесплатна, значи се работи повеќе за слободата. Значи социјалните аспекти всушност се однесуваат на тоа дека наставниците не ги поттикнуваат и тераат децата, студентите да купуваат сложени софтвер. Тука можеме да ги видиме различните ICT координатори и гледаме поголема отвореност за различни формати. Ова треба натаму да го истражиме, можеби ќе има значајна разлика кога луѓето ќе почнат да размислуваат за етичките и за социјалните аспекти кои што се многу важни. И тие кои што ќе помислат и ќе веруваат дека тие се важни, се оние кои што ќе донесуваат и значајни одлуки во однос на користење на целосно слободен софтвер. Еве ги бариерите, можеби вие нешто уште го имате во ситуацијата. Значи, изненадува тоа што можеме да кажеме дека во училиштата и наставниците главно заради мрзеливост и тие се навикнати да го користат на што го користат и директорите на училиштата велат не се работи за наставниците, туку за директорот не знае колку се мрзеливи наставниците, нели? Лош вицарно, ама осликува нешто. Производите не се често компатибилни кога се работи за слободен софтвер. Значи, тука имаме многу полиња на кои што треба да се работи. Ја ќе заклучам, бидејќи веќе ми истече малку времето. Да, се користи, но не го наметнувате. Го користувате малку по малку, но некако рутина. Значи, се уште постои недостиг од знаење и покрај владината поддршка. Гледаме дека има погрешни концепти. Ние користиме софтвера Adobe Reader, тоа не е слободен софтвер, значи тоа не плаќате за него, ама не доаѓа, не ги вклучува 4 слободи што ги споменавме. Имам препораки за училиштата, особено за наставните училишта. Јас работам
Сите мои ученици ја добиваат оваа тема и мора да користат слободен софтвер, значи само слободен софтвер и мораат да произведат работи под лиценца и на училиштето му треба помош за развој на нивната визија во однос на слободниот софтвер. И уште подобро би било доколку таа политика ја креира владата. Ние за среќа ги имаме координаторите за ICT и работите се придвижуваат. Но има уште многу нешто што треба да се поправат. Мојата препорака ќе биде, значи, осмелете се и споделете и ако има прашања, можете да ми ги поставите сега или веројатно на крајот. Благодарам. Ти благодарам, Фредерик. Мислам дека Фредерик многу добро не убеди дека квалитетот на слободниот софтвер може да биде исто толку добар колку и на оној за кој што треба да се плати, доколку доволно луѓе придонесуваат за неговиот развој. Од она што мене ми го привлече вниманието е податокот дека 91% од луѓето во училиштата сепак се за слободен софтвер, така што но и од останатите податоци произлегува дека многу пати тие и не се свесни за слободниот софтвер кој што веќе го користат, кој што нели во најголем процент го представуваат прелистувачите за интернет. Секако дека мотивацијата е клучен фактор. Тука од една страна се нели парите како најголема мотивација и лесниот пристап. И би се осврнала и на отпорот, причината за отпор која што Фредерик ја нарекува мрзеливост. Јас би рекла дека е баш отпор да се прифаќаат новите нешта затоа што сме навикнати да ги користиме старите. И тоа не е случај само со примена на слободен софтвер наспроти примена на комерцијален софтвер, туку тоа се случува секојдневно. Најреален пример со кој сите се соочуваме кога Facebook ќе го смени изгледот на својата почетна страница, сите веднаш реагираме дека сакаме да се вратат работите како порано. Така што слободниот софтвер треба да стане само доволно атрактивен за да не привлече да го користиме и тоа ќе го олесни процесот. Ова како една моја дополнителна забелешка. А сега не би должала повеќе, би сакала да го поканам следниот наш говорник. Тоа е Олга Самарџик Јанкова, представник од Отворете ги прозорците од Македонија. Таа ќе ни зборува за поддршката на УСАИД во употребата на отворен софтвер во образованието во Македонија преку практичен пример, значи што тоа значи и што е направено како резултат на нивните напори. Ти благодарам. Добар ден на сите. Добар ден на некои мои поранешни колеги, некои мои сегашни колеги, добар ден на наставниците кои ги гледам во голем број тука. И би рекла дека вие воопшто не сте мрзливи, затоа што многу лесно се прешалтавте од Windows на Linux, па потоа дома пак на Windows. Мислам дека имаме во тој случај највредни наставници во светот. И вие навистина и ги користите компјутерите. Денеска јас ќе зборувам пред се за моето искуство во користењето на софтверот, генерално на софтвер во образованието, со еден осврт, со еден дел за користењето на отворен софтвер, на бесплатен софтвер во образовни цели. Зошто софтвер во образованието? Инаку моето искуство во работа во образованието доаѓа како наставник, советник во бирото, учесник во неколку образовни проекти, каде што моите задолженија биле се однесувале на локализација, адаптација на образовен софтвер и обука на наставници. Така да, оваа презентација пред се сватете како мое лично искуство. Што мислите зошто е важен софтверот во образованието? Софтверот во образованието е важен затоа што ја прави онаа врска помеѓу теоријата и праксата.
Знаете дека практичната работа понекогаш е невозможно да се изведе во рамките на училницата, а со самата своја визуелност софтверот му овозможува на наставникот да го внесе во една автентична ситуација и да му покаже дека она што теоретски го научил навистина може да биде применливо во реалноста. Инаку, во рамките на оние проекти каде што јас работев во УСАИД, тие биле насочени кон користење на технологијата во училиштата, се бавеле со инсталација на компјутерите, носење на бежичен интернет, но, како што спомнав, и поддршка на локализација и адаптација на образовен софтвер. Образовниот софтвер сам по себе не би значил ништо ако нема некој кој што би го поврзал со наставната програма. И затоа тоа многу често се правило, и не многу често, туку секогаш се правило со Бирото за развој на образованието. Бидејќи тоа се најмеродавните личности во земјата кои што можат да кажат каде софтверот може да се искористи и точно во кои делови во наставата. Би ве прашала сега нешто, односно ќе поставам едно прашање, не мора да ми одговорите, што мислите кој е тој најскап софтвер на светот? Размислувајте за тоа, па би сакала негде на крај за тоа да поразговараме. Инаку првите пионерски чекори се направени со локализација на едно толку симпатично пакетче софтверско, кое што може би сега малку и наивно изгледа, а тоа е Toolkit. Верувам дека сите го знаете тука. Има неколку сликички за оние што не знаат да видат како изгледа, а би ги поканила тие што не знаат да влезат во првото училиште и да видат навистина како се применува. Тој е образовен софтвер составен од неколку групи на различни образовни активности, со кои што речиси сите предмети од оделенска настава се покриени. Како се правеше локализацијата на овој софтвер на македонски, на албански јазик, исто така имаше во тој период и идентификување како со одредени активности може да се постигнуваат целите од наставните програми. Се разбира, тоа го правеа советниците од Бирото за развој и образование и неколку наставници. Штом се локализираше тој софтвер, беше дистрибуиран низ училиштата и наставниците добија обука. Пак со помош на советниците од Бирото за развој на образование. И уште да напомнам, и софтверот е влезен и во наставната програма. Интервенциите во локализацијата не застануваат туку како помош на владината програма Компјутер за секое дете, идентификувани се 43 образовни апликации, кои што се дел од системот што е инсталиран на училишните компјутери. И тука соработката повторно продолжува со Бирото за развој на образование, каде што се прави избор на апликациите, потоа се поврзува примената на тие апликации со наставната програма, па се изработуваат прирачници за наставниците и секако се прави една обука на наставниците. Последна локализација која е направена, барем во која јас сум била вклучена, иако има уште една, но таа е во тек, е локализацијата на исто така едно многу симпатично пакетче образовно за помалите дечиња, за децата од оделенска настава. Тоа е ЖКомпри пакетот, тоа е отворен софтвер, содржи 100 и нешто активности, кои што исто така како што Toolkit ги покрива речиси сите предмети од оделенска настава, и ЖКомприто ги покрива речиси сите предмети во оделенска настава. Што беше мотивот да се локализира ЖКомпри? Затоа што ЖКомпри покажа добри резултати кога се работи со деца со посебни образовни потреби. И тоа беше една од причините да предходниот проект во кој што работам, заедно со организацијата во која сега работам, заедно ја почнат оваа локализација, почнат изготвување на материјали како таа да се применува во наставата, како да се применува во работа со деца со посебни потреби и да биде во полза на инклузијата. Бирото изготви прирачници, идентификуваше дел каде може да се примени во кои наставни предмети и исто така помогна во обуката на наставниците. Сега јас претходно ве прашав што мислите кој е тој скап софтвер, кој е тој најскап софтвер. Дали вака, што ви имате сите искуство со различен тип на софтвер, што би помислиле? Тој што не се користи, точно. Зошто некој софтвер не би се користил? Што мислите?
ако не знаете да го користите, така, тоа е една од причините. Но еве ќе научите како се користи. Најважната причина е да го сватите зошто би го користиле тој софтвер. И тука е онаа улогата при идентификување на каде, кој дел од софтверот да се искористи во кој дел на часот за постигнување на која цел од наставната програма. Прирачниците исто така мора да бидат направени, но прирачниците не треба да бидат технички. Прирачниците треба да бидат направени така да му посочат на наставникот во кој дел може да искористи кој делови, различни делови од софтверот. Потоа, примери се многу важни. Изготвување на наставни активности кои што би го вклучувале користењето на софтверот. И вакви средби во кои што наставниците меѓу себе ќе можат да си ги разменат своите искуства, да кажат, па јас го искористив ова делче во ова, па мене не ми текна. И тоа е една од, како да кажам, најголемите придобивки кога поголем број наставници ќе се соберат на едно место и ќе ги разменат своите искуства. Затоа што мислам дека веќе во последно време безпредметно е наставниците да добиваат IT обуки. Мислам дека ќе се сложите со мене. И овдека уште размислував уште нешто да додадам, мислев дека овие се сепак оние најклучните елементи кога се изработува некаков софтвер, се локализира. Уште една работа, а тоа е, и сега и Фредерик ме поттикна, кога рече навикнати се на Windows да работат, па после им е тешко да преминат на Linux или на, во догледно време на таблет. Важно е кога се размислува при изработка на образовен софтвер да се оди на решение кое што би било применливо на било каква платформа. Без разлика дали е Windows, Linux, па дури може би да се стави некаде да биде достапно, онлайн, за да може да биде применливо, да биде достапно од секаде и едноставно да наставникот може да го применува и во школа каде што има Linux, дома каде што има Windows, во автобус каде што се шета со својот таблет и така натаму. Тоа би било отприлика она што јас сакав да ви кажам, знам дека не бев многу долга, но ќе ви одговорам на прашања ако имате. Ви благодарам на вниманието. Благодарам, Олга. Од она што произлегува од оваа презентација е меѓу другото полезноста од соработката со државните институции, бидејќи многу е важно кога нешто во што ќе се вложи труд, време и енергија може да влезе нели во наставната програма. Така што добро е тоа да го имаме предвид за сите видови образовни ресурси кон кои што ја насочуваме нашата енергија. Продолжуваме со последната презентација, за која што имаме две гостинки говорнички, Карли Джером и Инид Мор. Тие се волонтерки по програмата TEFL или подучување на англиски јазик за лица на кои англискиот не им е мајчин, од Peace Corps и ќе зборуваат за употребата на технологија во наставата, односно како практично тоа се изведува во руралните средини во Македонија. Значи, соработката со наставниците и употребата на софтверски алатки во тој процес. Okay, so we're going to talk about Ние ќе зборуваме за наставата Македонија, во која е вклучена технологијата, ќе зборуваме за кои сме ние. Вежби по граматика онлайн, потоа образовни игри на онлайн, тестирање онлайн, управување со класот, со ученицата и именикот, електронскиот именик што го користиме, значи ние сме волонтери на TEFL, тоа е кратенката се однесува на предавање на англискиот како странски јазик, работиме надвор од Тетово,
мировните сили во моментот да имаат 16 волонтери низ цела Македонија, ние тие работат или во ТЕФЛ програмата, во основните училишта, средните училишта, или пак работат во програми за развој на заедницата, кои што функционираат во општини, во невладини организации низ целата земја. Трите цели ни се помагање на луѓето кои што се во заинтересираните земји да ги задоволат своите потреби за обука на мажите и жените, потоа промовирање на подобро разбирање на другите луѓе од страна на американците. Овде ќе бидеме 2 години, ова не е втора година, овде сме веќе, значи 1 година, имаме уште 1 година додека не заврши нашата волонтерска работа. Она за што ние денеска ќе зборуваме всушност се методите кои што ги вклучивме во училницата со оние кои што работат во училницата овде. Прво ќе зборуваме за вежби по граматика онлайн. Со ова започнавме кога баравме начини како да вклучиме технологијата во училницата. Имаше доволно компјутери во училницата за секој ученик. Еве како тие вежби изгледаат. Во основа ни овозможува да предаваме англиски и потоа да влеземе во лабораторијата и таму да го вежбаме материјалот што го учеле. Еве ги има насекаде на интернет и се бесплатни. Тука некои игри, што ги запознаваме. Јас мислам дека учењето треба да биде забавно и секогаш им велам на наставниците со кои работам дека ако тие не се забавуваат, ни учениците не се забавуваат. Значи, има мноштво веб-сајтови на кои што можете во кои што се ги има одредени представи, кои сака да биде милионери, така натаму. Ние нив ги земаме, ги користиме како можност за преглед на тестирањето. Можете да ги користите на кој да е јазик што сакате и всушност тие може да бидат симнати од интернетот и ако немате интернет, се уште можете да ги користите. Една од алатките што обете ги користиме и тоа цело време е Google Docs, документите Google, тоа многу лесно е да се користи, бесплатно е, само ви треба една сметка на Gmail и потоа можете да имате и ваква сметка на Google Docs и она што можете со ова да го направи, овде го направите е да споделувате документи со други луѓе кои што имаат Google Doc, кога ги споделувате, тоа значи дека ги додавате. Значи, ако јас сакам на Карли да ја дадам некој документ кој што се однесува на игри онлайн и едноставно ги споделувам и на оваа сметка и таа има пристап до нив. И таа може да додаде и други веб-сајтови што ги нашла. И двете можеме да ги гледаме документите кога и да сакаме. Можете од секаде да ги пристапите, само да имате компјутер и интернет. Можете... Тоа е верзија на Google на документи на Word, Excel. Ако немате Word или Excel или PowerPoint, а сакате да го користите овој слободен софтвер, можете да го користите за овие документи, можете да ги отпечатите. Значи, можете да складирате и документи онлайн. Ако ја гледате тука, ја гледате сликата на вашиот драйв и може качувате документи и може после откако ќе се качи, можам да го испринтам. Значи не морам секогаш и USB да носам. Тоа го користиме со наставниците за споделување на планирањето на наставната програма, планирањето на активностите онлайн и оние вежби граматички што ги најдовме како еден основен сајт на кој што сите можеме да ја гледаме работата и да ги делиме, да ги споделуваме тие ресурси. Уште едно нешто ние се обидовме да го користиме во нашата настава, тоа е тестирање онлайн. Тоа е classmarker.com. Тука имате можност да
организирате 10 тестирања месечно, значи се отвара во сметка, ги регистрираме сите наши ученици и направивме тестови за нашите студенти, тие ги ставивме онлайн и тоа е одлично како подготовка за стандардизирано тестирање. Гледав дека, например, имаше случаи на ученици кои што не пополнува одредени прашања, кои што има прашања со повеќе избор. И ние на албански ги ставивме инструкциите, за да може точно да разберат што е она што им го бараме и остатокот од текстот е на англиски. Тестот е на англиски и учителот за информатика технологија почнува исто да ги користи овие, значи можете да го ставите на кој да е јазик и да го користите онолку колку што сакате. Уште една карактеристика е, значи, давање на по случаен избор ред на прашањето. Ако ученикот еден ќе го отвори тестот, му се појавува прашањето 5, ако студентот, кога вториот ученик ќе го отвори, тогаш се појавува прашањето 10 или така. Учениците им се допаѓа повратната информација што ја добиваат веднаш откако ќе го завршат тестот и одговорите што ги избрале и се појавуваат на екранот и веднаш им се обележува кои се точни, значи не може да чекаат 2-3 дена додека се прегледа тестот. И знам дека и на наставниците им се добаѓа, бидејќи оценките се добиваат електронски, значи и можеме времето поефикасно да го користиме токму заради тоа, а на учениците и навистина им се допаѓа и многу се возбудени кога имаме вакво тестирање. Друго нешто што неодамна го вклучивме е управувањето со училницата, значи една алатка од интернет која што сајтот се вика, го имате името на слайдот. Работиме во групи, ако група 1 точно го говори прашањето, добива поен, ако групата 3 зборува, ние можеме да ја одземеме поен. И гледаме дека со ова значително се подобрува однесувањето на учениците, вие не мора на крајот ништо да им дадете, а ние им даваме обично некои бомбони, ако нивната група победи, јарно едноставно сака да се надпреваруваат и да победуваат. Јас имам доста работено на онлайн оценувањето. Имам таму една книга за оценки, како црвената книга, но сето тоа е онлайн. Ја користам програмата оценка и ти овозможува да формираш книга на оценки и процент. Тоа може да ти ги пресметува и процентите и така ја дава од сите тестови и оценката која што ученикот треба да добие за тој семестар. И ги изразува во проценти, значи не се базира само врз еден тест, туку процентот на домашни есеи и сите други активности ве овозможува да следите повеќе од еден клас. Јас таму имам 6 класови и учениците и наставниците може да влезат во книгата, може да ги видат само оценките и можете да ги следите сите оние домашни задачи што сте ги дали, сите тестирања што сте ги спровеле. Еве како изгледа тој вебсайт, кога ќе се вклучите, кога ќе се најавите. Тука јас имам своја скала со проценти 1, 2, 3, 4, 5 од 0 до 49 е 1. Потоа имате категории на задачи, ова е за 8 одделение, 40% домашни задачи, тестирање 25, есеи 15 и проекти и презентации 20% од нивната оценка. И еве како изгледа оваа книга на оценки на вебсајтот. Тука се имињата на учениците, потоа ја наведува нивната оценка 5, 4 или 3 и процентот. Значи, Афрона има 5 и 99% во класот. Потоа ги има домашно
квизови, тестови и таму се наведени сите оценки. Наставниците им се допаѓа, бидејќи сакале ова да го следат, но едноставно немале систем преку кој што тоа ќе го правеле, а на овој начин се ви стои на исто место. Уште една работа за ова, можете да отпечатите извештаите, ги испечатив, им ги дадов на учениците пред 2 недели, да знаат која оценка ја имаат сега во класот и сега знаат на што треба повеќе да работат и како за да ја поправат оценката пред да заврши полугодието. И на учениците навистина ова им е полезно, затоа што сакаат да знаат како стојат, дали има добра или лоша оценка. Имаме еден ученик кој доби 3 на тестот, но доби 4 англиски, затоа што ги има завршено сите своји домашни задачи, значи таму си ја исполни својата обврска и многу е среќен што има 4 наместо 3. Јас им ги дадов да ги однесат дома, да ги покажат на родителите, покажуваат што задачи извршиле, кои оценки добиле на тестовите, значи ги има тука сите податоци за она што е нивно оценување. Благодарам. Карли и Нит, ви благодарам за вашата презентација. Ме разбравте? Да. Карли и Нит не потсетија на уште една можност кога станува збор за употребата на софтвер, а тоа е дека тој понекогаш е достапен на интернет без да има потреба да размислуваме за тоа дали се работи за слободен или комерцијален софтвер кој што треба да го преземеме на нашиот компјутер. Конкретно се осврнувам на употребата на Google Docs, за кој што сигурно сервис сите ние нели сме чуле, меѓутоа многу често забораваме на оваа практична примена, посебно збогатена со можноста за архивирање, чување на нашите важни документи онлайн. Исто така, многу ми се допадна начинот на кој што ги изведуваат онлайн тестирањата и начинот на кој што се мотивираат учениците да го унапредуваат знаењето со благодарение на системот за онлайн оценување. Иновативниот креативен пристап е всушност една од основните карактеристики и на отворените образовни ресурси генерално, бидејќи на тој начин се овозможува унапредување на луѓето кои што го користат, учениците и наставниците од една страна, меѓутоа и на целиот образовен систем во целина. Тука би завршиле со формалните презентации. Немаме време, меѓутоа почнавме малку подоцна, па може малку да украдеме од следната кафе пауза, доколку има интерес за прашања. Софа. Добар ден на сите. Јас сум Владимир Трајковиќ, доаѓам од Финки. Ја поздравувам оваа иницијатива за поддршка на примена на отворен софтвер во образованието, но мислам дека вреди да се спомене барем уште едно нешто, а тоа се предизвиците кои што таа примена ги носи. И сега наместо јас да го давам мојот личен став, јас би ги замолил сите присутни да учествуваат во една мини анкета. Колку тука присутни работат во основно образование како учители? Нека дигнат ракаве, молам. Колку од тие присутни користат Linux оперативен систем? Нека дигнат рака, како молам. Колку од тие го ажурирале оперативниот систем, не програмите, во последните 2 години? Нека дигнат рака, ако молам. Дали го разбирате првиот предизвик? И би сакал да добиеме некакви коментари како ќе се сочиме со овие предизвици. Благодарам. Okay, thank you for your question. Во ред, ви благодарам за прашањата. Најверојатно, барем
на училишните компјутери, тоа не е прашање на наставниците да ги ажурираат компјутерите. Кај нас имаме координатор за IT и тие што одат да ги ажурираат одат кај него. Може да имате исто прашање кој го има ажурирано и Windows под дома. Истиот процент ќе одобиете најверојатно. Констатацијата. Дали има уште некое прашање, размислување на темата? Може би да се обидеме да направиме една паралела помеѓу можностите производите кои што настануваат со примена на комерцијален софтвер наспроти можностите кои настануваат со примена на слободен софтвер. Бидејќи на крајот да не заборавиме дека и едниот и другиот тип, значи зборуваме конкретно за софтверот, меѓутоа на крајот битно е како ќе биде споделен и ресурсот кој што произлегува од таквата примена. Дали може би некој сака да даде коментар во врска со ова или нешто друго? Јас сум Марина Василева од Свети Кирил и Методи училиштето, наставник, и не се сложувам со одговорот, извинете ваш. Не е точно дека не ги следиме она што се случува на Microsoft Windows по новите. Меѓутоа, што се однесува до слободниот софтвер, сите наставници добија упатства дека треба да ги задржат оние инсталации што им се дадени. Дека не смееме ништо сами да симнуваме. По новите верзии ќе не известат од Министерството за образование, информатичко општество или не знам како оди тоа на повисоки рамки, кога смееме да ги спуштиме или да ги даунлодираме новите пакети од Linux и Ubuntu. Ние ја имаме во базата таа информација. Ви благодарам. Благодарам, Марина. Значи, се работи за политика која што е наметната за одржување на оперативниот систем. Не се работи за мрзеливост или незаинтересираност. Дали некој може би сака да се надоврзе на ова? Имаме во првиот ред. Благодарам. Јас сум Сладжана Томиќ Стаменкова, предавам и во основно училиште, но и на БАС Академија Смилевски. Па во врска со последното предавање што беше, баш за тоа би сакала за образовниот портал што го има на БАС. Нешто слично се случува и со онлайн тестирање и со слично работи, може би треба да се усовршува, но навистина е добар. Комуникацијата меѓу и наставниците и студентите и сите што сакаат да го посетат е одлична, така да многу споделуваме различни мислења кои што може би на друг начин не би можело да ги сподели. Еве една како пример. Онлайн портал кој? Образовен портал на БАС Академија Смилевски. Дали сме подготвени за кафе? Добро, ја најавувам кафе паузата, се враќаме за 24 минутки.